Јас сакам, бидејќи ја пратиме цело време ситуацијава на што се случува со немањето на инсулинот или инсулинската криза, извадив неколку членови од вестници, од новинарите, од ендокринолозите и од председателот на Сдруженијето на диабетичари господинот Аврам. Прво ми е изјавата од доктор Перцан, која што е издадена на 13 и 14 септември 2014 година, тоа го имате сите во материјалите, каде што убаво кажува дека кај пациентите што добро се регулирани со терапија што ја имаат, не се препорачува менување, внимаваме да дадеме терапија што може да направи поголеми проблеми, вели Викторија Перцан, раководител на Центарот за диабет. Значи, ја цитирам. Истата докторка на 17 септември ја дава следната изјава. Пациентите што ги примаат поскапите типови на инсулин се префрлаат на исти такви инсулини само од други производители, што се многу слични, значи не се исти, се слични. Се следи повнимателно нивната здравствена состојба, но нема простор да се плашат дека може да јави отпорност на инсулинот ако им се промени еднаш терапијата или дека ќе им биде загрозен животот. Пациентите во земјава треба да се задоволни што им се дава најсовремена терапија, вели доктор Викторија Перцан, шеф на Центарот за диабетис на клиниката за ендокринологија. Значи, две различни контрадикторни изјави во рок од недела дена. Ќе цитирам и изјавата дадена за инсулинот исто на 25 на 9.9.2014 година од председателот на Сојузот на Сдружение на диабетичари господинот Аврам Ванковски. Значи, набавката на инсулин од други дистрибутери според Сојузот на Сдружение на диабетичари, значи менување на терапија на пациентите со што може да се вложи нивната здравствена состојба. Го цитирам, не смее преку ноќ да ни се менува терапијата, тоа е шок за организмот и лошо се одразува врз здравјето на пациентите, кои се навикнати на една терапија. Ние ќе реагираме до надлежните, не можеме да прифатиме менување на терапијата, вели Аврам Ванковски. Ова е дадена изјава на 9.9. Истиот господин Аврам Ванковски на 25.9 го кажува следното. Не сакаме да се крева паника во јавноста и меѓу пациентите, но доколку диабетичарите се префрлаат од еден на друг вид на инсулин, тоа треба да биде проследено со 4 контроли кај лекар, се додека не се дефинира дозата. Новиот, бидејќи може да се случи ако од едниот инсулин примал 40 единици дневно, од другиот инсулин да не му требаат толку. Затоа кога се применува од еден на друг вид инсулин, треба да се започне со замена на единици за единица. Председателот на Сдруженијето на пациенти со диабетис Аврам Ванковски вели дека досега немало никакви реакции од болните кои преминале од стариот инсулин на новиот. Некои велат дека не почувствувале никаква разлика, други им требало 3 до 4 дена додека се адаптираат на новиот инсулин, вели Ванковски. Значи исто така две контрадикторни изјави во рокот недела дена. Дали потпаднале под притисок или не сакаме да навлагаме тука, сакаме да кажеме дека ние како диабетичари со долгогодишно искуство ќе продолжиме да си ги бараме нашите права. Тоа исто како вие да отидете во кафиче да нарачате еспресо, да ви донесат ЦДВ-та. Значи не е исто. Зашто диабетичарите кои што имаат добра терапија, имаат добра гликемија, да им се менува терапијата преку ноќ, затоа што едниот инсулин го нема веќе на маркетот. Како што кажат Света, значи стапивме во контакт со неколку луѓе и компании кои што сакаат да го донираат инсулинот кој што фали. Така да сега ние бараме од Министерството за здравство да одобри таа донација и да се надмине целата криза.